Калтрина, една од причините која што ексклузив има денеска во ова издание е тоа што на Инстаграм се појави една фотографија од твојот доктор Роберт Стоилски, кој што нели е задолжен за тоа ти како изгледаш. Може ли да ми кажеш колку време има поминато откако имаш првата нели корекција направена кај себе? Првата корекција ја направив пред 3 години, тоа беше одголемување на устата. Не дека устата не сум ја сакала, никогаш не ми било комплекс. Едноставно ја направив, пошто мислев дека побаво ќе ми стои ако биде малце поголема. После тоа имам направена операција на нос. Носот ми беше комплекс, можеби од тинеџерските денови. Тоа беше нешто што сакав одамна да го променам. И после тоа други корекции, имам исто направено и корекција на гради. И другите естетски корекции се филери, хиалуронски филери и ботокс. Иако повеќето можеби мисла дека има многу операции направено, можеби и така и се зборува, пошто луѓето секогаш знаат да шпекулираат. Меѓутоа тоа се хиалуронски филери кои што се привремени, траат од 1 до 2 години и се прават во рок од 10-15 минути. Значи не се хируршки операции. Сепак тоа нели е болен процес кој што патам по годините представува нели и одржување на самите нели тие филери, дополнително да се гледа со твојот доктор. Каква е неговата реакција во однос на тоа кое што сте го планирале и тоа што излегло? Со доктор Роберт Стоевски соработувам веќе 2 години и он е мислам дека еден од најдобрите пластични хирурзи во Македонија и е многу добар доктор и многу е професионален за својата работа и секогаш кога работи и со други пациенти, не само со мене, он е секогаш за тоа да се задржи природниот изглед и секогаш прави минимални корекции, па мада и да запне пациентот или да сака некоја голема промена, секогаш иде на тоа минималното од почеток за да нормално се навикне човекот на тие промени. Би те прашала, бидејќи знам дека нашата публика е делум нели заинтересирана за тоа колку чини целото ова за да ти изгледаш како што изгледаш, од до дали би можел да ни откриеш во ова издание? Па зависи сега. Например, јас со теоксан филерите кои што ги користам, тие се кај секој доктор различни. Сега не би спомнала цена, пошто сите доктори имаат различни цени, али се движат негде од 150 до 250-300 евра од ампула. Има многу девојчиња, многу девојки, жени кои што сега моментално тебе те гледаат на екраните, па верувам дека би сакале да ја знаат позитивната и негативната страна од нели ваквите естетски хирурги и нели ботокси, филери што се ставаат. Кој оној совет ти што би им го дала да направат паралела околу оваа тематика? Позитивната страна е тоа што физичкиот изглед секако дека ќе изгледа поубаво во случај кога ќе се обратат нормално кај добар доктор, затоа што во денешно време има многу доктори или можеби и не се доктори, козметолози, секој што го работат ова. Многу е битно да знаете кај кого да се обратите. Тоа е најбитното и секако дека позитивната страна е тоа што ќе го подобрите својот физички изглед, ќе имате поголема самодоверба, ќе изгледате поубаво. И како заокружување на нашиот разговор, Калтрина, што за тебе представува среќа? Дали овие корекции тебе те направија посреќна внатрешно или пак сепак има нешто што е неопипливо, а треба да го применеме секојдневно за да се чувствуваме поубаво? Физичкиот изглед е нешто што можеби привремено ќе ве направи среќни, но среќата мислам дека не е само во тоа. Можеби ќе звучи клише ако кажам дека внатрешната убавина е тоа што стварно е најбитно кај еден човек и ако не сте среќни и задоволни од самите себе ви како личност, секој се знае каков човек е и ако сами не си се сакате, мислам дека нема некоја физичка промена или операција или не знам што може да ве направи вас да бидете посреќни. Затоа треба да уживаме во секој момент и да си го цениме времето и да уживаме во моментот затоа што стварно тоа е нешто што останува.